Секоја година истите проблеми. Приоритет е да се направи патот до манастирот Добра вода во Оризари, како и конаците. Завршена е изградбата на кујната. Беше речено на годишното собрание на манастирскиот комплекс, кој во неделата наутро го организираше црковниот одбор. Сите кои учествуваат во изградбата и на некој начин помагаат во манастирот, се собраа заеднички да ги договорат активностите кои ќе следуваат за обнова на манастирот, како и да се направи резиме на досегашните активности за негова доизградба. Се надеваат дека за литургијата за следната година ќе имаат асфалтиран пат. Рече домакинот на манастирот, кој беше изненаден што годинава имаше голем број верници на годишното собрание, вклучувајќи и представници од општина Кочани и градоначалникот Николчо Илиев. Секоја година и оваа година правиме редовно годишно собрание и имаше на овоа собрание највише народ масовно и со таа традиција да не ја забораваме да се биде се повише и повише, да биде и се договараваме што сме потрошили, што да градиме, што да работиме. Исто сега речева дека да го направиме манастирчето да го средиме и беше градоначалникот тука дојде на општина Кочани Николчо Илиев дека асфалтопато за кратко време за овие денове ќе биде почнат, а ќе го граде фирма од Скопје Бетонле и за тоа кратко време ќе има пат и може верниците слободно си доаѓаат на ово место. Прво ќе градиме кујната, на кујната исто ќе градиме конаци за тоа да се има за луѓето. Денеска имаше многу народ, од секаде и од Штип имаше, и од Скопје имаше и музика, имаше и игрорната од Оризари, Мишовина, деца, имаше негде околу 50 дечиња тука играа, појаа се убаво. Манастирот е подржан од Македонската православна црква, а во неделата беше отслужена и света божествена литургија. По годишното собрание свештеникот ја благослови трапезата, која беше подготвена за присутните гости и верници. Целиот настан беше проследен со музика и песна, а оваа година настапија и членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Секоја година голем црковно народен собир на овој манастир се организира на вториот ден од Божик и петокот после Великден, познат кај народот како Источен петок Балаклија.